ни кажете најстари податоци, од кое време датираат за вашето семејство, за вашите најблиски, кои што нели оставиле голем белег на оваа територија и ќе ни се представите и самите. Јас сум Методија Јанакиевски, потекнувам од родот на Поповци, Арсовци, бидејќи нашето семејство имало повеќе имиња познати меѓу народот, биле познати и како Мајсторовци, Терзиевци, Јанакиевци, посвещеникот Јанакија. Оставиле моје лично мислење, се надевам и на другите стручни и докажани експерти во својата област лица, кои ми го потврдуваат истото, па од тие причини решив сето ова да го изнесам за Полошкиот регион, да има една поцелосна слика за родот на Арсовци, односно фамилијата Јанакиевци. Најстариот податок, значи сето ова што ќе го кажувам, ќе го подкрепам со докази, пишани, предмети и други веродостојни документи. Најстарото име нашата фамилија го носи по името на Арсенije, најстари и стигам некаде до околу 3,5 века пишана и лична историја за семејството, а во теков на емисијава ќе го образложам на мој начин. За почеток, еве тука имам направено како родословно стебло. Значи, Арсенije и Сирма се најстарите за кои памети нашето семејство. Потоа доаѓаат Сарафил, Презвитер сме имале, Милан и Милан, Андон, потоа доаѓаат Деспот, татко на свештеникот Јанакија, Арсо, негов брат и Трпе Арсич, Горјанец Мајсторовски. Биле тројца браќа, за женски лица од тој период немам податоци, а во подоснешниот период ги имам, се спомнуваа во поменикот кој го водел свештеникот Јован, односно Јанакија. Може би не ги запишувале во тој период сопругите, да речеме. Запишани се во поменикот, меѓутоа редоследно потребна ми е помош и од стручни лица и лица што се познати во нивната област, за да можам да не сакајќи направам некоја грешка, што не е ни страшно, бидејќи сепак постојат документи. Значи, како што кажав, во периодот кога Австрија напушта Скопје и Пиколомини го пали Скопје некаде крајот на 17 век, 1890 до 95 година, целата Полошка котлина била под удар на разгневените османлии, кои што постоја записи дека низ целиот полок се што било православно обелеше го разрушиле. Во тој период настрадано е и селото Волковија, од каде што потекнувам и сум родом. Православните храмови во Лешок, во Стенче, во целата Гостиварско, манастирите, манастиров Свети Ѓорѓија во местноста Чука, во село Волковија и ред други православни села, како што е и Горанце. Горанце се наоѓа денес во атарот, односно во границите на Косово, а во тој период припаѓало на Долнополошката котлина, поточно како било подредено на Вратничката парохија. Подпаѓало под Вратничката парохија. Од таму се најстарите податоци за моето семејство и најстариот, како што спомнав, е Арсенije и Сирма. По разрушувањето на Горанце, семејството на
поповци се преселува во село Гајре. Во село Гајре некаде престојуваат 70 до 80 години, кон крајот на 18 век, 1780 година, 1770, каравански се преселуваат фамилијата на арсовци или на поповци, како сакате, се преселува во селото Волковија, село кое пресходно по ова морам да нагласам, по устни преданија што сум слушнал, бидејќи многу малку во текот на емисијата ќе користам устни преданија, се што ќе го кажам, ќе гледам да биде подкрепено со пишани документи и со предмети кои останале зачувани во семејството на Јанакиевци. Во село Гајре се задржале еден краток период од околу 70-80 години, бидејќи и таму не наишле на поволна клима. Како податок само го имам и сум слушнал дека започнале со изградба на црквата Свети Јован Златоус. Други податоци немам. Местото и локацијата во село Гајре на храмот кај што била изграден, посветен на Свети Јован Златоус, до ден денеска стои на истото место, нема изградено сега за сега ништо. Како што реков, каравански претходно ја скенирале Волковија како место со богата црковна историја. Истото важи и за Стенче. Два најстари локалитети, може слободно да се каже, тоа е Стенечкиот со местото градиште на село Стенче. Па веројатно водени и од таа побуда, бидејќи биле црковни лица, генерацијски, и им одговарало како чисто православно македонско село, иако било според податоците на работ на згаснување. Од оноа што го имам слушнато е дека останале само 4 до 8 фамилии во Волковија и дека истата била раселена. Во тој период ги водел браќата Арсо, помладиот Арсо, Деспот и Трпе Арсич, Горјанец Мајсторовски. Веднаш по доаѓањето во село Волковија, она што го има слушнато е дека веднаш 2 недели после тоа и другите фамилии кои им биле блиски на фамилијата на поповци Јанакиевци, односно Мајсторовци, се повлекуваат од село Гајре. Тоа биле кумовите од фамилијата на Груневци, поточно Матевци, фамилијата на Дабевци, позната фамилија во Тетово, со кои сме, ако се вратиме наназад, во родбинска врска. И се разбира и други жители од истото село, се населуваат во Волковија и се наоѓаат во едно време, невреме, каде што треба од почеток се да се направи. Во тој дел, бидејќи и претходно биле црковни лица, запознати биле писмени, описменети, биле посветени стрикно. Нивната мисија била, значи, ширење на христијанството и како религија и православието како вера. Со доаѓањето во Волковија се зафатиле со обнова на православните храмови. Како една од првите задачи им била обнова на православните храмови. И за таа цел постојат докази кои сакам во овој дел да ги изнесам. Со возобновувањето на Лешочкиот манастир од страна на иеромонахот Кирил Печиновиќ, 1817-18 година, истиот се соочил со проблеми, затоа што населението било поделено во тој дел. Зборувам за православното население, поделено во обновата на манастирот. Некои биле за да се обнови, некои не. Дури духовниот водач Кирил Печиновиќ ги спомиња и селата кои биле против возобновувањето на манастирот. Нема потреба да ги спомнуваме. Ги има во
изданието на најновото издание кој успеале господата автори Илија Петрушевски да го фотокопираат од Бугарија, поточно Софија, и да ги споменат имињата на сите дарители, односно во самиот Лешочки манастирски поменик. Прв, исто така и дел од тетовските попови, да нагласиме и тоа, биле против возобновувањето на манастирот, од страв да не дојде пак да не ги вознемират турците со таквиот чин, да не дојде повторно до разрушување на православните храмови. Ова го потенцираме од аспект, бидејќи Волковија е потпаѓа под горнополошкиот регион, а манастирот Лешок е во долнополошкиот регион и оддалечени се прилично доста. Волковија е на едниот крај, Лешок на другиот. Меѓутоа, тоа не го спречило помладиот Арсенија или Арсо да донира нива за манастирот, а исто така во кој поменик Кирил Печиновиќ го спомнува како прв и најголем донатор. Едно што биле по црковна линија блиски, друго и дал во тој период 300 гроша, споредбено 300 гроша, имам документ, значи вредела една убава куќа во тоа време. Поточно имам документ за нашата куќа која се наоѓала на 10 метра од ова место кај што стоиме, нашата стара куќа, кај што живееле предците, истата од османлиите е запишана дека вреди 350 гроша. Правам споредба, компарација за тоа каков поклон Арсенија дал на манастирот и поголеми донатори тука биле и Терпе Ковач од Варвара, кои несебично и сесебно се заложиле за обновата на манастирот. Во истиот тој поменик, самиот Кирил Печиновиќ, односно јеромонасите кои подоцна и монасите го воделе поменикот, ги забележувале сите дарители. Па до најновиот податок кој што дојдов пред нецели 2 недели е податокот дека сопругата на свештеникот Јован Јанакија Деспотовски била презвитера велика. Значи запишана во манастирот, односно целото мое поблиско семејство, тука се имињата на биле донатори, односно дарители на манастирот. А тука се, еве, ќе ги споменем, кои се имиња се спомнати во поменикот во Лешочкиот манастирски поменик кој го водел Кирил Печиновиќ, а подоцна и останатите свештеници и монаси, бидејќи поменикот се водел околу 70-80 години, се запишувало кој што дарувал. Па тука ги пронајдов имињата на мојата прабаба Велика, која е запишана како презвитора, крстана. Сите овие имиња што ќе ги споменам, ги има и во поменикот кој што го водел и свештеникот Јанакија. Значи, од тука излекувам заклучок дека целата наша фамилија го дарувала манастирот. Била посветена на зачувување на... Толку биле црковно, духовно посветени што тоа им било, како што кажав, и нивната мисија. Тука се имињата на Трпе Арсич, Горјанин Мајсторовски, кој има изградено 15 години покасно од кај почната обновата на манастирот. Истиот се јавува како задужбинар, односно ктитор на црквата Света Мина на село Волковија, на 50 метри исто така од местото кај што моментално се наоѓаме. Црквата, бидејќи бил познат белградски трговец, изградбата била лично од негови средства, а подоцна се вклучиле и останатите волковчани, кој како може да помогне во иконописувањето и во живописувањето на фреските, на иконите и така натаму. Нешто
во периодот од 1851 до 62. Инаку црквата Света Мина градбата е започната 1830 година и за краток временски период истата била подигната. По изградбата на црквата Света Мина, како најзаслужни од родот на поповци, а воедно се познати како мајсторовци, имаме такви во фамилијата кои ги памтиме. Тоа се во фамилијата на Арсовци, стариот дедо Андре и други лица. Требало да се избере и свештеник, односно во тој случај е избран на свештеникот Јован, подосна добива црковно име Јанакија. Потеклото е, мислам, влече од грчкиот збор Јанаки. Не сум точно сигурен да не навлегувам во некоја друга област. Ракоположен е 1835 до 40. Инаку свештеникот Јован Деспотовски е роден во периодот од 1815 до 16 година, тука некаде, и е назначен за прв парох по потекло од Волковија. Тоа го кажуваат и го зборуваат старите волковчани, бидејќи Волковија иако располагала со манастири, со други црковни православни храмови, имала 3 цркви, па дури и 4 се спомнуваат, Свети Никола и Свети Атанасија. Тука е, како што кажав, и Стенче, која има улогата на Метохиска област, бидејќи постојат потврдени археолошки докази и истражувања за самото село. Во Волковија, нажалост, не се правени такви истражувања. Доколку се прават, сигурен сум дека и Волковија нема со ништо да заостанува. Меѓутоа, она што е битно, што сакам да кажам, како прв парохиски свештеник од село Волковија, му престоел еден тежок период. Селата биле разурнати и запустени, требало да се обноват, храмовите да се обноват, а седиштето на парохијата било во село Стенче, како што кажав. Иако периодот бил тежок, времето било тешко, со дозвола на и добивање на ферман од турските власти, од Рахман Паша, најверојатно тогаш од Тетово, издејствувана е дозвола семејството на поповци. Сум слушнал дека таков ферман се наоѓал и во црквата Свети Мина, меѓутоа многу работи се под неразјаснети околности изгубени или исчезнати од таа црква, иако постојат и во архивот записи во периодот кога свештеникот Јанакија и Сотир ја предаваат. Јанакија више бил починат, неговиот внук Сотир ја предава на наредниот свештеник Спиро Евтимиевич. Постои запис, односно примопредавање што се поседувала старата црква Света Мина во нејзина собственост. Работата не им била ни малку тешка на семејството, односно на родот поповци, меѓутоа како лица кои се посветиле на, односно како едно родолюбиво и боголюбиво семејство, кое се посветило на Бога, не му представувало голема тежина да ги изгради храмовите.
Се наоѓаме во храмот Свети Пророк Илија, лоциран во село Стенче, на самото село, поточно во подножието на планината Сува гора. Ако да споменеме дека храмот е посветен на пророкот Свети Илија, еден од најстарите православни храмови, за кои постојат записи дури од 11 век, поточно од 10.031 година, мислам. Многу важен и битен за Полог и Полошкиот регион. Во текот на времето доживеал, како и сите други православни храмови, повеќе пати бил рушен, разрушуван, а потоа обновуван. 1867 година е времето кога овој храм е повторно возобновен под патронат и покровителство на мештаните од село Стенче, предводени од парохискиот свештеник Јанакија. По тој повод, во истата година, бидејќи свештеникот Јован Јанакија Деспотов заминува на школување во Белград, поточно учи богословија од 1867 до 1872 година, а во чест на Софронije Врачански го нарачува, односно наложува да се изгради овој престол, за кој постои веродостоен запис. Значи, тука е годината, Јанакија и поп Стојко Владиславов. Иначе познат во народните маси како поп Стојко Владиславов, а иначе вистинското име му било Софронije Врачански, кој важи за еден, кој подосна од страна на Бугарија во 1964 година е прогласен за светец и е еден од поважните личности во Бугарија. Друг пишан запис за свештеникот Јанакија се наоѓа во олтарот, поточно во левата страна, кај што се наоѓа жртвеникот, и во негов спомен, кога е повторно возобновен храмот Свети Пророк Илија, повторно е ставено неговото име и запишано. Како доказ за дека постоела поврзаност помеѓу нашето семејство, бидејќи биле по традиција и генерацијски свештеници, ќе го подкрепам и со Евангелието, печатено 1868 година во Белград, ако е било во својина на свештеникот Јанакија, и на задната страна од истото се наоѓаат имињата на родолюбивите споменатели на отецот Софронije Врачански. Во тој период, значи, постои запис и во поменикот на Лешочкиот манастирски поменик, каде што свештеникот вели дека горнополошките свештеници биле на намера да ги обноват и манастирите. Со тоа самиот алудирал дека предводник на таа идеја мисла бил свештеникот Јанакија, односно Јован Деспотов. Како возобновени во тој период, односно во периодот од 1850 до 65 се и манастирската црква Свети Ѓорѓија, која се наоѓа на платото на местноста Чука, за која постои, односно најверојатно на старите темели на кај што бил манастирот Свети Ѓорѓија, и во атарот на село Стенче е изградена и црквата Свети Атанасија во местноста Фалише. Тоа е точно во средината, во делот каде што се дели горнополошката со долнополошка котлина, иначе црква која припаѓала на старото село Фалише, кое во моментот не е постоело.
Исто така фамилијата на Поповци, односно на Арховци и запишани и други волковчани се јавуваат како донатори и дарители на манастирот Свети Јован Бигорски. За време на службувањето, односно дејствувањето на свештеникот Јанакија, лично се познавал со зографите Дичо Зограф од Тресонче, едни од најпознатите македонски иконописци, и лично ги ангажирал во живописувањето најпрви на црквата Свети Мина, дека тоа било во периодот од 1851 до 62. Такви икони и фрески, денес дел од тие икони и фрески се наоѓаат во црквата Свети Кирил и Методи, во галеријата во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово. Исто така таму се наоѓаат и царските двери, а за останатите икони постојат и други записи во архивот, колку биле вкупно на број од двете цркви, и поголемиот број и ден денес се наоѓаат во црквата Свети Мина, меѓутоа на истите им е потребна реставрација. Во периодот што престоел Јанакија успел парохијата да ја издигне на едно завидно ниво, а папството да го направи побожно во секој поглед. Така да за еден релативно краток период волковија од 4-5 куќи стигнала бројка до 700, односно 800 жители. Тоа е податок кој го имаме отпред крајот на 19. век, значи периодот 1890 година до 1900 година, бројот на жители на Волковија ја достигнал таа бројка, што е секако за почит. Успел да ги духовно, црковно и во друг смисол да ги обедини двете села и да ги заживее, нели, на некој и повторно да ги заживее. И не случајно и од таму е, може би се влече и од претходно, меѓутоа ова е како дел на она нешто е останато како изрека Стенче Волковија цела околија. Како што кажав на свештеникот Јанакија, воопшто не му било лесно од она што можам да го елаборирам и да го имам како чувство во мислите и од што можам да извлечам од предметите и од другите работи. Значи, периодот во кој служел бил доста турбулентен период. Од една страна, најпрви дејствувала бугарската екзархија. Го наметнувала во тој период своето мислење, со отварање на школи. Тука се вмешала и Српската патријаршија. А Грчката патријаршија исто така сакале да ставаат своји белези, своји раци, зашто има и други, не постојат непишани, односно легенди за тоа како е присветење на црквата Стенче, е избарка на тогашниот епископ. Кој имал грчко потекло, не му било дозволено да ја свети црквата. Мештаните, односно населението, знаеле за каков човек се работи, не му дозволиле да ја освети црквата. На еден тежок период во кој се наметнува и времето на формирањето на ВМРО, првично на Тамаро како организација, а селото Волковија, во село Волковија е формиран првиот огранок на тајната македонска револуционерна организација, како началник бил Иван Саздов од мајка Избирка Стефановска, повторно фамилија по другава линија и блиски комши, исто така од свештеничко семејство, кои потекнуваат. За да се формира еден таков огранок,
секако морале во станиците да имаа поддршката на свештеникот. Свештениците биле тие кои давале дозвола или изим, а пошто бидејќи нашиве биле познати по православието и верата, секако дека во Волковија наишле на една добра почва каде што може да се развива и да дејствуваат четите и во станици. Како што кажав, тука е формиран првиот огранок на Тамаро. Постојат некаде околу 10 во станици, што не можете во ниедно полошко село да ги најдете во толкав број, за кои исто така постојат записи. Меѓутоа, тоа е една тема. Она што сакав да го кажам е дека свештеникот Јанакија, значи, доживеал длабока старост, да речеме 90 и починаде 908, веднаш по востанието. Во периодот 902 и 905 Волковија е два пати опколувана од турскиот аскер. И тоа од така наречени илјаве, специјални турски коњаници, специјална турска единица. Најпрви на 902 опколена и срдисана, каде што кумитите успеале да се излечат преку Блаце со тамошниот курир Костадин, а потоа е 905 за кој исто така постојат записи веднаш четвртиот ден по срдисувањето на Лешочкиот манастир. Бидејќи во аферата за Лешочкиот манастир учествувале и двајца комити од село Волковија. Имињата нема да ги споменеме. Погодено сите овие работи во последните години од својата старост, пред да почине, свештеникот Јанакија ги собира најблиските од фамилијата и за да ги каже тие зборови, сигурно бил изложен на многу малтретирања и ред други притисоци кои му се вршеле во тоа време. Дали биле тоа од турците или од другиве пропаганди, и при таја средба им остава во аманет свештеник, односно поп, од нашето семејство више повеќе да нема. И до ден денеска ние како ги почитуваме неговите зборови, оставени како аманет. Во периодот пред да се разволе, неговиот син Израел Сарафил, значи имал два сина, биле Апостол Постариот, роден 1861, Израел, роден 1875, а на Пасошов спрема годините доаѓа дека 1878, од кои причини се представувал како помлад. Не знам тоа, какви биле тогашните закони, меѓутоа имаме и други сознанија дека се служеле со интриги и со разни други досетки, за да избегнат одењето во војска. Значи, за мојот прадедо Израел Сарафил немам слушнато дека учествувал во ниту една војска. На кој начин тоа? А иако му биле годините да служи во сите 3-4, да служи. Па така доаѓаме и до предметите кои семејството на поповци, односно на Јанакиевци, ги носило со себе и кои им биле од посебна важност, а кои ќе остана исто така од особена важност и за идните поколенија и генерации. Јас успеав толку колку што успеав да ги заштитам, да ги преведам, да ги сочувам, значи за се ова што го поседува семејството на Јанакиевци, потребни се стручни лица од повеќе области, значи треба и слависти, и јазичари, и историчари од османски период, и археолози, и ред други стручни лица во својата област. За да се процени периодот, нели, вредност? Да се утврди. Највише ме интересира периодот. Вредност нема, затоа ше непроценлива. Семејно наследство. Семејно наследство кое се надевам ќе остане
за многу идни генерации да прераскажуваат и да ги доживуваат тие предмети. Кажете ми прво како ги пронајдовте? Дел од нив сигурно... За дел од нив веќе знаеме од порано. Еве, например, крстовите, прстени, накитот, ги знаеме. Сме знаеле дека сме били од попска фамилија, дека генерацијски ни позната фамилија каде што имало попови, презвитери и ред други повисоки починови свештени лица. Документите се пронајдени во вториот сандук или ковчег, кој припаѓал на мојата баба Неда. А помалиот сандук, кај што се коланите, односно накитот, е исто нејзин, го има донесено од Дебреше, пошто потекло од Дебреше, кога се венчала со мојот дедо Велимир. Тоа е 1929 година, како мирас го зела ова сандаче кое му направив ја реставрација и додадов некои апликации по моја желба. Иначе во големиот сандук, кој не беше отворен 17 години по смртта на мојата баба Неда, почината е 97 година во февруар месец, 2017 мојата мајка го отвора сандукот, бидејќи етносот ја привлекува. Етносот, носиите, и ден денеска таа може да ви направи се и да ви каже за западно гостиварскиот регион, да ви даде целасна елаборација за една женска и машка народна носија, како и што изгледа и што треба да содржи карактеристики. По отворањето, некаде пролет беше, април-мај 2017, добив телефонски повик од мојата мајка велика, најдолу во сандукот, под терет на овие парчиња на етно носи, се конзервирале документите. Документите биле во ова парче. Еве, да може да го видат и гледачите, пишува, значи, за Израилица Поповска. Тоа е сопругата на Израел, Јана Киевили, го носел презимето Сарафилов, ќе образложам подоцна од кои причини. Значи, во ова парче на ткенина се пронајдени пишаните документи, кои едноставно по Божја волја се конзервирале сами од себе, под терето се заштитиле. Ме повика, веднаш дојдов. Прво што ми падна во очи беше овој документ, за кој подоцна разбрав дека бил пасош на нашиот дедо Израел Сарафил. Вака изгледале пасошите од тоа време. Па пасошот да издаде, неве тука, ако може да долова, на 29.9.1906 година. Еве го печатот од Генералниот конзулат на Турска во Белград. Тука се маркиците, тука е евиденциониот број, еве го, тука е бројот евиденцијски, тука се печатите други, значи едно ретко парче кое ми е, искрено да кажам, и најмило од сите овие предмети што може да ги видите, на кој подоцна му извршив превод. Значи, пасошот е на два јазика. Лево е на француски, а десно е на старотурски. Бидејќи Франција во тој период се уште била доминантна држава во Европа и официјален јазик бил за цела Европа француски. А што точно пишува на... Па, во левиот дел кај што стои сигналемент дава опис на личноста. Бркови, години, значи години 28 и опис на самата личност. Брада, очи, нос, значи карактеристики на физичкиот изглед. Истото и на десната страна на старотурски, односно еве го тука и преводот кој што ми е извршен од овластени судски преведувачи, доколку сакате, и
би ја прочитал содржината на во името на неговото империско височество султанот. Значи, забелешка, како што кажав сега елемент, возраст 28 години, висина средна, коса кестенаста, очи нема опис, нос среден, мустачи кестенасти, брада ретка, вилица заоблена, тенка феникав, религија православна. Овој пасош важи 1 година. Па вели вака: ние, консулатот на Турција во Белград, ги замолуваме господата цивилни службени лица и воени лица, одговорни за чување на јавниот ред во сите земји пријатели и сојузници на Отоманската империја, да го пуштаат да влезе и во нив слободно да се движи отоманскиот субјект Израел Сарафил, роден во Калканделен, со живеалиште во Калканделен, Тетово. Тогаш волкови припаѓале под Тетовската каза, Тетовската околија, поточно, и на истиот вели да му се укаже помош и заштита во случај на потреба. Значи, тоа е преводот на овој документ кој го поседувал. Издаден му е во Белград од причина што уште многу подамна нашите предци имале дучани, биле занечи, познати се и под името Трзиевци. Значи, имале терзиски дучан во центарот на Белград. Трпе Арсич бил трговец, си имале своји занимања, а во тој период тоа е таа слика таму над зидот, кај што е насликана Израел на, ете, можете самата слика видите дали има 15 години, во чест на неговиот стрик кој става раката на неговото лево рамо, а тоа е слика од Београд, односно од дучанот кај што работеле како терзи. Кога стигнала пораката дека свештеникот Јанакија е разболен, после се она што ви кажав, 905-та се измачувани, 3 дена се држени во опсада со цел да бидат запалени живи, а прв што го привеле бил попот и од него барале да ги информации, односно да ги подкаже комитите што не можело да се случи во некој случај, бидејќи самите од нашата фамилија биле комити, 2 магазини кои се наоѓале за оружје и за други пропагандни материјали, биле во атаро на нашите куќи, односно едниот на 30-тина, другиот на 50-тина метри од место кај што се наоѓаме моментално. Значи, како што кажав, по дојава дека свештеникот се наоѓа во лоша здравствена состојба, во корелација со тамошните власти, веднаш му се издава пасош на неговиот син Израел и позади не можете видите печатот на железничката станица Ристичева во Белград, кај што се качува и кон крајот на 906 доаѓа со воз од Белград до Скопје, а потоа и за Волковија. Свештеникот Јанакија година и нешто потоа починува, односно 908, во почетокот на 908 е починат. Од тие па и од други причини, како што реков, ова представува едно овој документ непроценливо богатство, лабораториски е заштитен, онака како што треба и како што ми кажа. Но може да обстои уште долго време. Да може, барем уште 200 години да обстои понатаму. Кои се други предмети што имаат големо значење од целата? Па најстариот предмет, не можам да кажам најстариот затоа што не сум сигурен, меѓутоа од она што го видов при посетата на многу музеи, посебно сите овие работи кај мене предизвикаа да бидам гостин во повеќе држави и да ги посетувам историските музеи. Во еден таков музеј во Чачак, минатата година, налетав
најден во 90% сличен предмет. Тоа е православен граден крст кој му го носел Јанакија, а подоцна останал во наследство тој и овој крст. Значи, за овој крст во музеот во Чачак сличен на овој крст потекнуваше од 13 век. Она што го имам направено како анализа во нашите институции и по мои пријатели, свештени лица и други познавачи на овие, како да ги кажам, експонати, историски предмети, можно е истиот да потекнува од 9 до 11 век за овој крст. Додека па другиот е основата му е бакарна, па подоцна е посребренуван, се отвора внатре, меѓутоа има и на самиве краци, бушено рупи, така да мислењата се различни. Она што ми го кажа во Националниот музеј на Македонија е дека потекнува од средината на 19 век, 1850, од мајсторите од Битуше, ростуше од тој крај, веднаш до манастирот Јован Бигорски. Мислења од свештени лица и од други лица кажуваат дека можно е истиот да е од постар период и дека се работи за граден крст, меѓутоа дека можно е да има и руско потекло. Она што ми го кажале тие, тоа и ви го пренесувам. Значи, тоа се предметите со кои се докажува постоењето на фамилијата на Поповци, Арсовци, Мајсторовци, Јанакиевци. Друг таков документ, кој од голема важност, како за нашето семејство, така и има и историска димензија, е Евангелието кое е печатено во Белград 1868 година, посветено на Софронije Врачански. Она што го зборува во црквата во село Стенче, во храмот Свети пророк Илија, каде што му има изградено и престол на поп Софронije Врачански. И меѓународните маси бил познат како голем борец против османлиите. 1813 година загинува во Букурешт. Гонет бил целиот свој животен век бил прогонуван од османлиите. Ова е тоа Евангелие, а на задната страна Евангелието, да појасниме, ги објаснува празниците во годината. Односно во неделата што се славело. На задната православно календарче, да речеме, што е во сегашно време. На задната страна од истото Евангелие, значи еве, пишува имињата народолюбивите споменатели на Софронije. Па како најголеми градови тогаш културно и во друга смисла најактивни биле Прилеп, па се наведени лицата кои го помагале ова дело, потоа доаѓа Битола, поречките села, Демирхисарскиот крај, Кичевскиот крај, Дебарскиот крај, значи со имиња на сите села, па како доаѓале поблиску, значи тука се имињата и да појасниме на гледачите и на Сарџо Брадина од село Галичник. Тука е името на Илјо Кузманов од Лазарополе и Поп Коста, село Галичник Тодор Василков и Тодор Тодоров, тие се познати имиња на македонската јавност, и село Тресонче се извинувам на Сарџо Брадина. Познатата легенда за Сарџо Брадина. Значи станува збор исклучително за лица кои ја сакале Македонија и биле посветени на
се чувствувале како македонци и православни. После Гостивар, значи, доаѓа село Волковија. Во истото село, значи, благодетниот поп Јован Деспотов. Тоа е свештенико Јанакија. Уште еден доказ за неговата посветеност. Периодот кога е печатена книгата свештеникот се наоѓа во Белград на богослужба, зашто постојат во српска граѓа за историјата на македонскиот народ документи, односно тие документи во архивот е запишан дека учел богословија во Белград и дека месечно им биле давани по 2 дукати као за семинарија, односно помош на свештените лица. Исто така, тука е веднаш после поп Јанакија е пишен неговиот внук Кузман Трпев. Тој е исто од нашата фамилија, тој е внук на ова син на човекот кој е градил црквата Света Мина, кој се има јавено како ктитор. Значи, нивните татковци се браќа. Исклучително редок и важен документ, овој да напоменам, вака сочуван ми е даден поклон од свештеник во Тетово. А ова е оригиналот, исто така, кој е со посвета и на кој може да се види името на Јанакија, односно дека истата книга му е испратена со посвета за Јанакија. Еве, тука е тој дел. Еве го Јанакија. Че пишува, треба истото на старословенски јазик да се преведе, да се шифрира. Овој дел е, значи, искинат, меѓутоа Волковија останала за волја. Каде што стои благодетниот поп Јован Деспотов и господин Кузман Трпев. Значи, исто така од документи стари преку 150 години, околу 150 години, кои представуваат вистинска реткост за едно семејство да ги поседува и да ги има во својата колекција или историја. Тука е и поменикот кој го водел свештеникот Јанакија, што докажува дека бил писмен, школован поп, и како и сите манастири, други црковни лица што воделе поменици, така и тој водел поменик и за населението и за се што се случувало околу црквите и манастирите во Волковија. Значи, тој е тефтер за нофузите во село Волковија, 24 јануари 1907 година. Направен е попис на машкото население само, од кои причини тоа не можам да го разложам. И еве, број 1, поп Јанакија. А потоцна се напишани апостол, поп Јанакиев, Израел Сарафилов, Трипун Сарафилов и така се редат понатаму и другите фамилии. Најпрво почнал од нашата најблиската, тоа е фамилијата на Петревци, веднаш до нас, Мануил Петрев, потоа на Кузман Трпев, внукот, подоцна излесен поп Сотир, и на сите што биле, и подоцна и на сите граѓани, односно мештани кои во тој период живееле и обстојувале работеле во село Волковија, а вкупно на број ги имале и биле 454 машки лица. Нуф значи душа, жива душа на турски или на руски, да појасниме за гледачите. Значи тефтер за нуфузите во село Волковија. Исто така, подоцна во овој тефтер се пишувани имињата, односно направен е поменик на сите имиња машки и женски кои што се спомињале во фамилиите, што значи дека оделе уште
Поменикот кој е правен 1907, тие одели уште 200 години наназад, толку памтеле, 4-5 колена уназад, кај што ги спомнувале и машки и женски лица, односно нивните предци и нивните предци. Така да и тоа е еден документ од исклучителна важност. Во еден дел недостасуваа страници, односно делот каде што ја дава својата биографија свештеникот Јанакија, од кои причини, како се тие трнати, не знам, бидејќи долго време и тефтеро стоел во црквата Свети Мина. А од она што се објавуваат дела и некои пишани документи, можам да видам дека некој добро знае кои биле и што представувале поповци, односно Јанакиевци за семејството, за Волковија и пошироко. Пошто се ова ретки документи, не верувам дека, еве сега, би сакал да се префрлиме на отоманскиве документи. Од архивот исто така ми е потврдено дека ниедно семејство лични документи не поседува во толкав голем број. Значи, на поголемиот од нив ги имам преведено и лабораториски заштитено. Меѓутоа, остануваат уште голем број кои дополнително треба да бидат предмет на обработка и на заштита понатамошна.